Крајот на една календарска година означува секако сумирање на резултатите за сето она што е направено во текот на изминатата календарска година и секако плановите за новата година која што не очекува. Во денешното новогодишно интервју ќе имаме можност да поразговараме со Оливера Наковска-Бикова, наша надпреварувачка во стрелаштво или параолимписко стрелаштво, парастрелаштво, кое што секако дека и во текот на оваа 2022 година реализираше многу надпревари, многу настани, но секако имаше и забележителни резултати. Оливера, најнапред добре дојде во нашето студио. Добро ве најдов. За прв пат сте овде кај нас во Спортско радио. До сега се слушавме неколку пати кога беше на надпревари, на меѓународни надпревари, пред и по завршувањето на надпреварите. Многу пати разговаравме телефонски, зборувавме за твоите резултати, но за прв пат си кај нас во нашето студио. Благодарам уште еднаш на поканата да присуствувам на денешната ова емисија, односно овој разговор го правиме со една единствена цел да на крајот на календарската година и на почетокот на новата година направиме на ретроспектива за тоа што се случувало на одреден спортист во текот на годината. 2022 година за тебе ќе биде секако посебно драга, посебно успешна со оглед на тоа дека имаше навистина добри успеси. Да. Годината извонредно почна. Прв настап меѓународен беше Хамар во Норвешка на европско првенство само за воздушно оружје, не другите дисциплини не беа и исто и не беше надпревар за доделување на квоти. Едноставно го испукав моето што го знам, нормално дека и колегите мои беа добри. Секако настапивме и во екипно со мојот колега Ванчо Карамфилов, микс категорија, и тука освоивме трето место. Значи во мојата дисциплина во женскиот дел јас го освоив првото место, освоив златен медал. Станав европски шампион, а со колегата во микс категорија трето место екипно. Да, неколку настани, односно неколку меѓународни надпревари беа атрактивни за тебе оваа година. Да. Некако распоредени во текот на целата година. Што беше после Хамар, што беше она што се случуваше во следниот период? Колку што знам, Франција беше исто така. Да, пред Франција дестинација која што требаше да се посети. Јасно, да, исто. Пред Франција, овде во Македонија, имавме државно првенство организирано од Македонска стрелачка федерација, на кое првенство исто бев прво место. После следуваше Франција во јуни месец, беше тој надпрев, тоа беше светски куп, тука се одржува сите три дисциплини, во кое исто освоив во категоријата 25 метри малокалибарен пиштол, освоив второ место. И следуваше уште во ноември месец од 2 ноември до 18 светското првенство во Алаин. Тоа ни е некако најсвежо со сеќавање. Да. Тој успех што го постигна, секако дека првото место и златниот медал беше нешто што беше голема радост и за тебе и за беше голема радост и неочекувано, бидејќи неочекувано од моја страна, мислам и дека и од страна на целата екипа што беше со мене и тренерот и раководството, бидејќи тренирав и работев воздушен пиштол на 10 метри. За таа дисциплина имам најдобри услови во Битола, а малокалибарните ги тренираме во Охрид на Бејбунар. Таму има стрелиште и се надевавме дека од сите тие три дисциплини, пошто да кажам дека 25 метри малокалиберен, 50 метри и 10 метри воздушен. Тие се трите дисциплини кои ги спортувам и очекував искрено на 25 метри, бидејќи беше многу лесно да се освои, затоа што во конкуренцијата на првите 8 што влегват во финале, доволно е само една жена што ќе влези. Првите две жени по автоматизам како влегуваат во финале, по автоматизам добиваат квота. Меѓутоа овој пат
случајот не беше таков, јас не успев, не влегов во финале, испукав послаб резултат. После следуваше дисциплината 10 метри воздушен, исто и тука не успеав. Тука беше малку пресуден тој психичкиот, менталниот склоп, тој момент, меѓутоа имавме уште трета среќа, што викаме ние, трета дисциплина, на крај беше 50 метри, бев ослободена, значи немав некој притисок, некој очекување од самиот едноставно го испукав, едноставно го испукав, исто како што си работам на тренинг, си го испукав во финале, добро е во ред, влеговме во финале, по автоматизам, пошто бидејќи бев само јас едно женско, другите сите машки во првите 8, по автоматски добив, нели, квота и едноставно уште мислам повеќе се ослободив, значи немав никаков притисок. Едноставно мислам тоа беше денот, да речам, како треба, нели, малце и да имаме и спортска среќа. Меѓутоа погодоците беа добри. Имав 2-3, да речам, ние кикса ги викаме во нашето спортско стрелаштво. Убави беа погодоците, до крај смирено работев и резултатот си дојде сам по себе. Да. Едно време паднав на 3-4 место, меѓутоа со следниот истрел одма се качив на прво место. Вака, ме интересира со оглед на тоа дека рековте тренирате дел од тренинзите кои што ги имате во Битола, дел од тренинзите ги имате во Охрид. Што би било кога Оливера би имала идеални услови за тренинг во Битола, односно не би морала да оди во Охрид, да има стрелиште во Битола, па секако да може и малку повеќе време и тогаш кога на Оливера ќе одговара тајмингот да го има тоа време за тренинг. Се разбира дека е олеснителна околност. Убаво е да во самиот град каде што е спортистот да ги има условите, меѓутоа во нашиот случај не е така. Јас на меѓународна сцена сум од 2000-та година, па наваму, еве 23 години, 22 години и мислам сите овие години така функционираме, само воздушен пиштол тренирам во Битола, а малокалибарните дисциплини во Охрид. Да. Одиме на подготовки, имаме заеднички средби од време на време и така, мислам, функционираме добро. Колку во Битол има стрелачи кои што во стрелаштво кои што може да бидат заедно со тебе да тренирате заедно или во нашата категорија, во инвалидизираните лица, нема. Значи имаме стрелци во нашиот сојуз, бидејќи да кажам и дека сум од неодамна, од пред 2 години, председател на Сојузот за спорт и рекреација на инвалиди на Битола. Јас ги опфаќаме сите категории, глуви, слепи и телесни. За стрелци нема, пукаат воздушна пушка, меѓутоа не за меѓународна, национална категорија. Значи чисто само за во Македонија. Тука за на нашите надпревари, бидејќи ние во текот на годината имаме лига во пинг-понг, одржуваме, потоа има куп во стрелаштво, државни, општински, регионални државни првенства, имаме активности преку цела година и тие се само на ниво тука на Македонија, а за надвор нема. Да, во секој случај специфично е оној кој што е дел од нели Сојузот на инвалиди, например, можеби некој може да се занимава со одреден спорт, но стрелаштвото е исто така специфичен спорт, пред се поради тоа што не е лесно да се има таа смиреност, да се има таа концентрација во текот на целиот надпревар и впрочем и да имаш и добро око. Да, секако дека не е лесно, сака многу труд да се вложи, многу одрекувања, значи до пред некоја година, до 2012 до освојувањето на златниот медал од Лондон, јас бев, одев на работа, бев запослена и пред работа и после работа одев на тренинг. Значи тоа е една пака голема љубов према стрелаштвото, према спортот и не представуваше никаков проблем. Тука е фамилијата, семејството, потесното семејство, сега децата, така да не представува проблем. Значи само
треба да се сака, да се има волја да се работи. Така, нешто повеќе за идните планови, за тоа што те очекува во 2023 година, ќе имаме можност да поразговараме во вториот дел од нашата денешна емисија. Ова е разговорот, поштовани слушатели, во новогодишното интервју кое што го реализираме низ програмата на Спортското радио 90,3 со нашата параолимпик Оливера Наковска-Бикова, која што оваа година имаше забележителни резултати, успеа да го освои првото место на светското првенство во Ал-Айн и првото место и златниот медал на европското првенство во Хамар. Имаше уште неколку забележителни резултати за незините идни планови за тоа што очекува во 2023. Се враќаме во вториот дел од денешната емисија, новогодишното интервју кое што го реализираме со нашата спортистка Оливера Наковска-Бикова, која што ни е нагости во Спортското радио 90,3. Оливера, рековме 2022 година беше успешна за тебе, злато на светско првенство, злато на европско првенство, и сето тоа може да биде само еден дополнителен мотив во оваа предолимписка година 2023 да направиш уште поголеми резултати, да оствариш олимписка норма и секако да те гледаме на параолимписките игри во Париз. Секако ова година што следува имаме светско првенство повторно и мислам дека има и европско и уште неколку други турнири, светски купови и така натаму. На кои надпревари, на кои првенства ќе одиме, тоа ќе одлучи федерацијата, поточно мојот тренер Бранимир Јовановски, во зависност од финансиските средства. Се надевам дека ќе настапиме на сите и се надевам дека ќе продолжиме со овој континуитет што го имаме сега. А за квоти и за норми, да потенцирам да кажам дека ги имам остварено сите норми, значи во сите три дисциплини и веќе квотата од светското првенство од Алайн. Значи јас веќе ја имам квотата за Париз. Веќе имаш обезбедено. Ја обезбедив, да, сега на светското првенство. Добро, ова значи дека обезбедив квота за Париз 2024. Ако ништо друго, барем знаеме дека имаме барем еден параолимпиец барем еден параолимпиец имаме на параолимписките игри во Париз. Да. Значи ти си првиот учесник на олимписките игри во Париз, параолимписките игри за Македонија. Да. Јас сум првиот учесник и мислам дека од цела Македонија сите спортисти јас сум прв спортист што има обезбедено квота. Да. Квота за да, ме интересира со оглед на тоа дека рече дека имате светско првенство, најверојатно и европско првенство, да. Уште многу турнири. Тоа е поради короната, бидејќи се беше поместено од олимписките игри. Да, од Токио, да. Добро, во секој случај тоа е добро затоа што ќе се одржи континуитетот на надпревари, а со тоа секако ќе имаш и малку повеќе надпревари во една предолимписка година. Инаку вака со обезбедена норма можеби ќе имаше помалку, вака сега ќе имаш и малку повеќе надпревари. Па добро е да се оди на повеќе надпревари заради тој ментален склоп, заради психички да се малце да се растеретиме, бидејќи секој спортист има трема на самиот настан, колку и да има меѓународно искуство, сепак тремата не совладува, само треба да знаеме да исконтролираме, да се извадиме, да имаме позитивна трема. Нормално, тука да споменам дека не е само до стрелецот во тие моменти, например, знај спортистот и да заглави, тука и тренерот кој во даден момент знае да, што викаме, да не извади и со 2-3 збора да ве растерети едноставно и да можете да продолжите понатаму. Тоа беше случајот сега во Алайн на светското, баш на таа дисциплина на 50 метри. Мечот почна добро, коректно онака, меѓутоа не знам, јас од моја страна гледав дека е добро, ама осеќам дека не е нешто, не функционира нешто како што треба. Тренерот пристапи 2 пати и после продолжив како ништо да не било, значи како друга Оливера. До овој момент си еден, од други момент си други, после тоа сакав да прашам колку како е влијанието на тренерот, на селекторот во тие моменти кога впрочем си сам големо е влијанието на стрелиштето и сам одлучуваш за тоа како ќе се однесуваш. Големо е влијанието, самиот тренер знае кога во даден момент
значи да реагира. Во исто време тој треба да биде и психолог и сите функции треба да ги знае, да ги обавува, знае, значи како треба со спортистот, со стрелецот да работи и да навистина гледа, бидејќи тој е од другата страна и гледа кога нешто не оди и знае да го исконтролира. Ме интересира резултатите кои што ги имаш постигнато во досегашниот дел од кариерата. Оно што го направи во Алайн, например, оваа 2022 година и секако самите резултати кои што ги имаш испукано, каде стават Оливера на светски ранг во смисла на рекорди? Па мислам дека сум во првите 5, ако не сум и во првите 3. Според резултатите кои што ги имаш постигнати индивидуално. Јас мислам дека тоа се будира вкупно од сите 3 дисциплини. Во првите 5 или во првите 3 сум на светска ранглиста, сега не знам точно дали сум прва, втора или трета, меѓутоа тука сум. И на тоа ниво се држам сите години. Не, ми беше прашањето ми беше во смисла на одредена дисциплина, например во пиштол 10 метри, например, кој е најголемиот резултат кој што го имаш постигнато во смисла на испукани колку кругови? Од прилика. Дали нешто, дали некаде си со некој рекорд во смисла на светски рекорд, дали си близко до светскиот? Рекордот што го постави во 2012 во Лондон на Параолимписките игри беше тогаш мојот рекорд беше 381 круг, 10 метри воздушен пиштол. Меѓутоа после неколку години тој рекорд е покачен нагоре, значи не мојот рекорд веќе е срушен. Добро, има време. Одиран, има време да се поправи тоа. Во секој случај нели и самата технологија и самиот начин на тренирање е се по усовршен. Ме интересира на крајот на овој разговор што правите со самите реквизити, односно со пиштолите, се снаоѓате ли со условите за пукање? Условите за пукање затоа што сепак се минимални условите. Страдалштвото не е само да кажеме дека Оливера треба да отиде да пука, туку треба да има и оружје, реквизити кои што треба да и за тренинг и за пукање. Да, од самиот почеток на мојата кариера, од далечна 98 година, кога само 3-4 години напорно работев и тренирав, само тренинг, значи беше буквално, и се надпреварував во Македонија до мојот прв настап на меѓународна сцена од 2000 година, значи од првиот момент мене ми е обезбедено, значи оружје, прво со воздушен пиштол во таа дисциплина, а понатаму како следуваше, мислам како поминуваше времето, ги добив, значи и 25 и 50 метри, и тука не е оружјето, тука се диаболи, мети, сала за тренирање, мислам стрелиште, понатаму скат, за да може да се работи во домашни услови и така натаму. Значи сите услови ги имам за работење, за тренинг само треба волја и желба да се оди на тренинг да се работи. Така. Ајде, бидејќи нели имаш освоено и многу медали, постои ли кај тебе таа волја, желба за докажување се уште, за освојување на уште медали? Да. Спортското во тебе? тебе? Спортското во мене е уште и сакам уште да се докажувам. Некогаш има и падови, нормално, меѓутоа да, секогаш и секој медал посебно ме радува и има посебно место, да. Така, предпоставам дека со секој освоен медал, со секој успех што го постигнуваш, најголемата поддршка добиваш од семејството. Да, најголема поддршка е најпрво од семејството, од фамилијата, па понатаму од мојата федерација, значи стои зад мене, Федерацијата за спорт и рекреација на инвалиди на Македонија, Параолимписки комитет на Македонија, и кој го води Бранимир Јовановски, и стои и тренер. Да. Тука некаде ќе го завршиме денешниот разговор, ова наша емисија во која што ние го нарековме новогодишно интервју, но во секој случај ова е интервју со која што затвараме една и отвараме на нова страница за успесите на Оливера. Да.
Само изоставив уште нешто да кажам, дека мислам, значи не сум спортист и личност што сама би се пофалила за мојот успех, меѓутоа мислам дека сум единствен спортист што сум ги обединила сите три титули. Значи европски шампион, светски шампион и олимписки. Значи европски шампион бев во 2001 година, параолимписки во 2012 и недостасуваше уште од светско првенство, еве и ова година и тоа се оствари, така да ги имам сега сите три титули и 5-6 параолимписки игри и не знам колку светски купови, првенства и европски, така да не знам што би посакал повеќе човек од толкова богата кариера. И ништо, ние можеме само да ти посакаме многу среќа во 2023 година, многу успеси, да продолжиш и понатаму со овие одлични успеси, нека сите овие успеси кои што ги направи во 2022 година, кои што веруваме дека ќе бидат вреднувани од државата, преку оние награди кои што се доделуваат, нели, индивидуални и парични награди кои што ги доделуваат државата, Агенцијата за млади спорт, и се надам дека ете и во наредниот период ќе имаш таа поддршка од сите институции и од градот и од општината Битола и од институциите во државата, затоа што без нив навистина е тешко да еден индивидуален спортист успее во своите намери. Навистина е тешко, да. Ја имаме големата поддршка од Агенција за млади и спорт, исто од општина Битола и од, се разбира, и од Федерацијата. Мислам на прво место е Федерацијата, нашата Федерација, Параолимписки комитет. Така, уште еднаш ти благодарам за твоето гостување. Почитувани слушатели, ова беше Оливера Наковска-Бикова, со која што имавме можност да разговараме денес во денешната емисија новогодишно интервју со нашите познати спортисти, најголемите спортисти во нашата земја, а токму Оливера Наковска-Бикова е нашиот спортски бисер, кој што во текот на изминативе години бележи само